Добро вечер на сите. Вечерва заседаваше Централниот комитет на ВМРО-ДПМН, при што донесе две важни одлуки. Првата, едногласно, Централниот комитет на ВМРО-ДПМН го овласти председателот Христијан Мицковски да преговара за формирање на ново парламентарно мнозинство, а со тоа и да ја состави новата влада. Втората одлука, Централниот комитет на ВМРО-ДПМН ја донесе вечерва, и тоа е одлуката за измена на статутот на партијата во насока на поголема демократизација на партијата, пренесување на поголеми надлежности над членството и органите и телата на партијата, следејќи ги современите искуства на големите европски десничарски партии, пред се германската ЦДУ, австриската конзервативна партија и останатите сестрински партии од европското семејство. Новите измени се револуционерни во насока на поголема демократија во водењето на партијата, повеќе право на одлучување на комитетите и членовите во водењето на политиките на партијата и се плод на повеќегодишна анализа и соработка со напредните политички партии. Новини се водењето сметка за европските вредности, воведувањето на непосреден избор на председатели на општинските комитети и раководства во општинските комитети од страна на членството, демократски избор на идни државни функционери, кандидати за градоначалници од страна на партиските бази, воведување на нови органи и тела во партијата, како и ограничување на правото на реизбор на председател на партијата и останати високи партиски функционери. Воедно, новиот статут предвидува и Унија на ветерани, како и форум на интелектуалци на партијата. Во таа насока информираме целокупната јавност дека се превземени следниви измени кои поминаа на Централниот комитет на ВМРО-ДПМН. Значењето на европските принципи и вредности, државотворниот и демократски капацитет на партијата, како и конзервативната идеологија и заштитата на македонските национални интереси во новиот статут на ВМРО-ДПМН се истакнати уште на самиот почеток на истиот. Имено, во член 2 од новиот статут на ВМРО-ДПМН се утврдува дека ВМРО-ДПМН е народна, државотворна, демократска партија со конзервативна идеологија, која што ги застапува и штити македонските национални интереси, негува европски демохристијански традиции и промовира универзални хуманистички вредности. ВМРО-ДПМН ги прифаќа и споделува принципите, вредносните определби и практики на Европската народна партија. Целите и задачите на ВМРО-ДПМН, дефинирани со овој статут, ја продолжуваат заложбата за нашата државотворна партија за независна, суверена, самостојна, граѓанска, демократска држава, која, почитувајќи ги сите вака поставени цели и задачи, ќе овозможи подобар живот на македонскиот народ и заедниците во рамки на една унитарна држава, која што се стреми да стане, да биде членка на Европската унија. Во овој статут, исто така, особено важно е тоа што се потенцира рамномерната застапеност на жените и мажите во рамки на органите и телата на партијата, како и воедно застапеноста на младите во внатрепартиските структури. Со новиот статут на ВМРО-ДПМН се овозможува примена на начелото на непосредна демократија, односно партијата е должна да им овозможи на сите оние кои што се релевантна група на истомисленици да си го искажат своето мислење и воедно, врз основа на таквиот нивен став, партијата да донесе партиски став, кој што во иднина ќе се применува од страна на сите членови во партијата, се со цел подобрување на целокупниот општествен живот во Република Македонија. ВМРО-ДПМН на председателот на партијата, председателите на општинските комитети, како и на председателите и членовите на сите органи и тела кои се бираат на конгрес во согласно новиот статут, им го ограничува мандатот на 4 години, при што максимум на истата функција, кои да било од овие функционери, може да се задржи најмногу 3 мандати, и тоа под услов да третиот мандат е избран од страна на партиските органи и тела со двотретинско мнозинство. Исто така, со овој статут, мандатот на сите останати партиски функционери во сите органи и тела на партијата се ограничува на 2 години. Барањето за одржување на вонреден конгрес, освен председателот на партијата,
може да поднесат и 1/2 од членовите на Централниот комитет, кое што во споредба со сега се намалува потребниот број на членови на Централен комитет, до сега беше 2/3, сега е доволен број на 1/2 за да може да се одржи воден конгрес. Доста битна функција која што е новина во овој статут е и председавачот на Централниот комитет, кој што ќе треба да биде прв меѓу еднаквите на ниво на членови на Централниот комитет. Чекор напред во непосредното демократско одлучување за избор на кандидати за советници во локалната самоуправа е тоа што во новиот статут нив директно ќе ги бира собрание на општинските комитети, односно членовите во рамки на секоја општина. На овој начин ќе се избираат и новите кандидати за градоначалници на ВМРО ДПМН, а воедно на овој начин ќе се предлагаат и новите председатели на општинските комитети. Ова се само дел од значајните измени на овој реформски статут, кој што ќе треба во иднина да го сплоти ВМРО ДПМН, да ги зајакне демократските капацитети на една десничарска партија, се со цел да дадеме понуда на граѓаните на Република Македонија со која што ќе се овозможи подобар просперитет на сите нас во Република Македонија. Ви благодарам. Тошковски, правите измени во статутот, има например околу мандатот, кажувате на членовите на Централниот комитет може да бидат 3 пати, односно 3 мандати, дали тоа значи последователно 3 пати или општо 3 пати во текот на работењето рекатијата во партијата и воопшто не споменавте за кои се измените за почесните председатели. Дали има измени во овој дел, си вие сте имале почесни председатели, рече се сите председатели што била почесни председатели, после дел друес. Еве на пример што би се случило со него, оставен тој почесен председател. Ви благодарам на прашањето. Во однос на првото прашање, ВМРО ДПМН е прва политичка партија на Балканот која што со статут го ограничува бројот на мандати на високи функционери на партијата, а ова ограничување се однесува и на председателот на партијата. Во иднина, председателот на ВМРО ДПМН ќе може да биде председател само 2 мандати на регуларен избор, евентуално би можел да добие и трет мандат, но само доколку биде поддржан од 2/3 од телата кои што го бираат, во конкретниот случај кога говориме за председателот на ВМРО ДПМН, тоа е Конгресот. Во однос на почесни членови и почесни председатели, овој статут на ВМРО ДПМН такво нешто не предвидува, односно ниту Никола Груевски, ниту било кој друг поранешен почесен председател повеќе согласно овој статут не се почесни председатели. Такво нешто статутот не предвидува. Господин Тошковски, во смисла на давање оставка, односно или во контекст на барањата на некој член на ВМРО ДПМН, лидерот да се поднесе оставка, дали има измери во таа смисла во статутот, дали и како, на кој начин ќе се дава оставка или нема да се дава оставка? Можем да кажам ново прашање кој што го поставивте дека Христијан Мисковски е првиот председател на една политичка партија на Балкан, кој што сами од себе си го ограничува можноста за да биде председател на ВМРО ДПМН. Тој е првиот председател, овој пример не го измислуваме ние, овој пример е земен од Австриската народна партија во комбинација со одредби од статутот на председателот на Франција Макрон. Таму имаме такви европски одредби кои што дефинираат ограничување, односно зголемување на демократскиот капацитет на самите партии, така да мислам дека председателот Христијан Мисковски е пример за еден современ европски политичар, како гледајќи ги примерот на европските конзервативни и центар партии, го унапредува можноста да ВМРО ДПМН во иднина има така дефинирани одредби кои што ќе бидат по примерот на европските партии. Ако нема политичко едно прашање, само споменавте повеќе права при избор на функционери во општински изборни комисии во партиски тела. Дали тоа значи дека ќе можат сами да се бират? Дали тоа значи дека имат на трепартиски избори претходно или пак општинските изборни комисии ќе се бираат сами без тоа да има потреба потврда од Централен комитет? Апсолутно да. Во иднина членовите на советите во единиците на локалната самоуправа ќе се бираат на ниво на општински комитети. Тоа е драстично демократизирање во сооднос со она кое што било до сега. Овој статут, најодговорно тврдам, дека е најдемократскиот статут на било која партија на Бог. Благодарам.